Во среда 14 февруари православните христијани го празнуваат христијанскиот празник Свети Трифун, светец за кој се верува дека е чувар на лозјата. Тој ден винарите за прв пат одат на лозите и ги закројуваат за богат род во новата година. На овој ден верниците се собираат по лозјата, ги закројуваат и по традиција слават и пијат во чест на празникот. Од православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги, ѓакон Димитар Арсовски даде објаснување како правилно се слави овој ден и упати апел до верниците да не претеруваат со алкохолот, бидејќи таквото празнување не го признава Светата православна црква. Но она што не загрижува е кога ваквиот чин на закројување знае да мине она црвена линија на едно нормално и достоинствено христијанско однесување. Имено, а како свештесно должни сме да апелираме дека кон сите оние што го практикуваат ваквиот чин, закројувањето да биде проследено во еден мирен амбиент, во една, да кажеме, засилена молитва кон Бога и кон барајќи молитвено застапништво кон Светиот Трифун, а не да биде проследено со пијанки, со едно недолично однесување на да речеме едно недолично христијанско однесување и како што знаат многумина номинални верници да го нарекуваат светителот Свети Трифун пијаница. Значи тоа е еден погреден епитет кој што се дава за светител, бидејќи знаеме од самото житие дека Светиот Трифун воопшто не бил пијаница, а воопшто не се занимавал со лозарство. Помладите генерации пак на 14 февруари го празнуваат и денот на влюбените Свети Валентај. Празник кој за свештените лица од црковниот храм е католички празник и не постои во православниот календар. Исто така на овој ден под влијание на западната култура и цивилизација почна да се слави споменот на Светиот Валентин, кој што посебно оние најмладите кои што се почетници и искусуваат љубовта го сметаат за заштитник на влюбените. Овој светител е познат на православната црква и се кај нас кај православните се чествува на 12 август, но во католичките според католичкото прославување се слави токму на овој ден. Се пласира на приказна како дека Светиот Валентин е заштитник на влюбените, доколку повнимателно се разгледа неговото житие и сето она што го пишува за љубовта, ние можеме да видиме дека не станува збор за онаа телесна и плотска љубов помеѓу маж и жена, туку тој пред се во своите писанија зборува за онаа вистинска љубов кон нашите ближни, за љубовта кон Бога. И покрај окажувањето на свештените лица, сепак во Македонија празникот на влюбените се слави и по кафулините, рестораните, а исто така и по продавниците се продаваат сувенири кои граѓаните ги купуваат и ги подаруваат во знак на љубов кон саканиот или саканата.